640 млади до 29 години го смениле статусот од невработени во вработени како резултат на активните мерки на државата. Кои се вработени и преку активните мерки и само вработување, како и во кај работодавачи, значи вработување кај познати работодавачи. За овој број да се зголеми, државата денес во Штип ги промовираше новите мерки за вработување, вкупно 4 на број. Првата категорија на лица невработени до 35 годишна возраст, втората е од 35 до 50 години, третата категорија над 50 години, четврта категорија имаме трета и четврта категорија, значи над 50 години и лица од ранливите категории. И последната е лица постари од 58 години. Најмногу на листата на невработени во Штип се лицата над 58 години и тие се со статус на стечајци. Дел од нив веројатно ќе се вработат со овие мерки. Дел ќе чекаат промена на законот за стечајци и надомест од државата. Но кога во прашање е невработеноста, проблемот е многу покомплексен. Побарувачката и понудата се разидуваат како север и југ. Кај нас работите повеќе се вработуваат сезонски вработувања, така да имаме недостаток на работна рака за општи работници. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе се со високо образование, да. Дали тие прифаќаат сезонски работи од преработувачка индустрија? Многу тешко, значи луѓето со високо образование не сакаат ни да не дослушаат, а не да ги пратиме таму, не прифаќаат работи. Токму и поради ова, бројот на невработени во Источна Македонија тешко се намалува. Вкупно на список државата овде има 12.000 активни невработени и најмалку уште толку пасивни.